Добри вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте. Што мисли народот на телевизија Стари, уште една емисија во која што стандардно знаете дека ја покриваме работата на општините во регионот, меѓу нив и општината Свети Николе. Општина за која што разговараме секогаш со првиот човек на оваа општина во Република Македонија, градоначалникот Дејан Владев. Бевме оде во студио таму некаде пред да започне пролета и говоревме за тоа што се случуваше во првите 100 дена по не преземањето, туку продолжувањето на градоначалничката позиција од страна на градоначалникот Владев. А сега сме веќе во фаза во која што сме на половина од оваа 2026 и веќе се гледаат контурите на тоа што се случува во самата општина. Добро вечер, градоначалниче, добро дојдовте во нашето студио. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Ако некој ви каже да направите пресек на тоа што не пресек, туку на прва да кажете што е тоа што во моментов најмногу ви е значено во работата ваш како градоначалник еве овие денови, што би било тоа? Што е она што во моментов го преокупира градоначалникот на општината Свети Николе? Работата на мојата работа конкретно овој период е насочена кон правење на нови проекти, пронаоѓање на финансиски средства за реализација на тие проекти и на крајот пуштање на законски тендерски постапки за пронаоѓање на изведувачи и нормално започнување со реализација на овие проекти на истите. Сега во почетокот на пролетта имавме определени потешкоти во смисла на работата од страна на изведувачите. Имаме доста проекти за кои што ги имаме завршено сите законски процедури, подпишани договори и така натаму, но наидовме на мала, ајде да не кажам, не работа од страна на избраните изведувачи. Се надевам дека тоа ќе биде минато и дека еве оваа недела и претходната недела веќе започнаа со реализацијата на своите обврски и верувам дека светиниколчани во наредниот период ќе го видат вистинското работење, односно реализација на она што го ветихме во претходниот период на граѓаните. Имаше затиши, ја не велам не, но претежно беа од објективни причини, пак ќе кажам од да кажеме, можеби беа преокупирани изведувачите на повеќе општини и беа можеби насочени на работа или завршување на проекти во други општини, така што верувам дека најдовме соодветен начин на разговор со нив и верувам дека во втората половина на годината, посебно за периодот од месец јуни до октомври-ноември, дека ќе го реализираме сето она што беше планирано во буџетот на општина Свети Николе за 2026 година. Паралелно со тоа работиме за изработка на проекти за да бидеме спремни за 2027 година и навремено да ги завршиме сите законски процедури за да веќе на пролетта не се чека и веднаш да започнеме со реализација на истите. За 2027 веќе работиме на определени работи за кои што нели нормално кога ќе дојде време, некаде декември пред крајот на оваа година ќе ги обелодениме, а за овој период, за овие 6 месеца верувам дека ќе имаме реализација барем на 15 на проекти, кои што ќе бидат видливи за окото на граѓаните на општина Свети Николе и ќе најдат ќе најдеме на позитивно мислење од страна на нив. Ние сме мала општина, буџетот ни е каков што ни е. Као општина сме солвентна општина, имаме доста средства, но нашиот буџет е лимитиран од страна на Министерството. Работите во рамка како и повеќе општини. Да, така што ние со средства многу ја надминуваме таа рамка, но нели самото тоа не дозволува колку не определи висина на буџетот од страна на финансии и
скоро имаше еден ребаланс со кој што започнуваме да го трошиме дел од средството од буџетот, а негде на есен планираме да направиме уште еден ребаланс, за да можеме да ги реализираме сите проекти кои што ги планираме, а нормално да останеме во таа законска рамка која што ни ја диктира државата на Република. Можеме ли, градоначалниче, да појасниме малку, бидејќи кога ќе се каже во рамка, да, тоа значи лимитирано е колку средства ќе се трошат, колку да останат, како што, меѓутоа колку тоа влијае и дали влијае воопшто на тоа колку општината користи средства од државата. Говорам, нели, од она што го финансира преку локална самоуправа, преку министерствата, проекти што се финансира. Дали влијае на тој момент? Во моментот, да речеме, ние имаме доста средства кои што не можеме да ги потрошиме. Ние како општина во секое време имаме проекти и следиме сите огласи, конкурси што се распишани од страна на Министерство за локална самоуправа, транспорт и врски, животна средина и спремни ги искористуваме тие средства. Тоа не ни навлегува во нашиот буџет, но има, да речеме, определени работи кога имаме одобрено, да речеме, определена сума која што не го покрива целиот проект, така што општината врши кофинансирање на определен дел, но имам одличен финансиски тим во општина Свети Николе, па со нивна стручна помош успеваме да се снаоѓаме во реализација на овие проекти за кои што ќе зборувам подоцна. Ќе говориме и сакам да направиме преглед, нели, на тоа што се случува во проектите. Пред тоа да ве прашам, бидејќи кога ќе се види на вашата страна, месецот април и мај гледам дека е исполнет со огласи за избори на позиции во некои установи, во Општинската установа Дом на култура Крста Мисирков, директор на Општинска установа Дом на култура, ЕП погребални услуги. Имаше ли имате ли поставено нови луѓе, каква е структурата таму, бидејќи веднаш на почеток мислам дека не се запативте со тие промени? Не се промени такви, ова се, нели, истекна мандат, 4 години. Имам трите огласа што ги распишавме за определени институции, ги поништивме ради тоа што немаше заинтересирани од определени причини, така што во наредните 10 дена повторно ќе бидат распишани истите и ќе бидат поставени кадри кои што ќе одговараат најдобро за работата на институциите за кои што би конкурирали. Има една промена во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Имаме нова директорка на школото, претходната си даде оставка од субјективни нејзини лични причини, да. Така што имаме нова директорка, а верувам дека барем уште на една-две ќе имаме нов раководен кадар во наредните 15-30 дена. Како сте задоволни од тоа што го имате, бидејќи тимот во општината е едно, друго е тимот на луѓе кои што се на позиција во институциите, кои што работат, и може да работите колку сакате, кога тие институции закажат, работата нема да се почувствува. Реално, најголем број од раководниот тим сум задоволен од нивната работа, има определени не одстапувања, него можеби и заморување или неснаоѓање на позицијата на кои што се поставени, на тоа што ќе следува, нели, со промена на раководниот кадар во тие институции, така што тоа не треба да се свати трагично или, значи, секоја позиција ако дојде до промена не е тоа дека секоја позиција си има почеток и крај, така и мојта, значи 29 и ја ќе напуштам оваа позиција здрави, уште 3,5 години, ама добри се промените во некои институции, така што секоја промена ветува подобра работа на областот кај што доаѓа. Така да верувам дека дел од поставувањето на раководните структури ќе ги се заокружат некаде
до крајот на месец јуни, почеток на јули. Исто имаше реизбори на директорката на детската градинка, а другиот раководен кадар е некаде во наредната 2027 година, бидејќи се уште им е актуелен мандатот од 4 години за кој што се. Рекоте 2029, доколку нема предвремени евентуално локални избори, ќе ви заврши мандатот. Како еден човек кој што е роден во роден е во Скопје, додуша, ама Свети Николчанец е, така пише во вашата биографија, ама Свети Николчанец е, и како еден Свети Николчанец кој што е на позицијата градоначалник, знам дека, нели, редовни активности, редовни проекти, меѓутоа, како сакате да ја видите општината која ќе заминете од функцијата градоначалник? Кој е тој еден голем проект кој што би сакале да го завршите? Како сакате да ја оставите, во каква позиција да биде тогаш општината? Кога ќе заменам од оваа позиција, дали ќе биде 29-та, дали понатаму или не е битно. Како е еден ден ќе Еден заминете од ден функцијата? како прво и основно, прво треба јас да се заменам со окрената глава, да го живеам секојдневието со пријателите и моите сограѓани исто како што го живеев пред 7-8 години, исто како што го живеам сега, така сакам да продолжам и понатаму. Јас сум човек кој што излегува сам во град и седнува на кафе или на пијачка со пријатели, да не кажам, кога влезам во некој кафич, само погледнам и седнам на било која маса, така да на тој поглед немам никакви проблеми да водам некого со мене или ја излегувам најчесто со мојата сопруга, така што секојдневието на тоа поле ми е исто како пред 10-15 години, така планирам да ми остане после. Јас сум син на честна фамилија и сакам кога ќе си идам прво да го обелам својот образ да го заштитам и на мојата фамилија, мојот татко посебно, на моите нормално деца и сопруга, за да не се срамат за некој мој постапки што никогаш не сум ги ни направил, ни пак ќе ги направам, сакам само да бидам запаметен како честен човек кој што работниот век во општина Свети Николе го поменал само во интерес на граѓаните, а не во сопствен интерес. И би сакал да имаме изградена нова прочистителна станица и еден градски базен кој што ќе остави трак по функционирањето на градот долго време. Тоа сам како општина и сами тоа не можеме да го направиме. Се надевам дека имаме готови проекти, само треба да се обезбедат поголема количина на парични средства за да се реализираат, а сите други тековни работи, дали преку нашата работа, нашиот буџет или со помош на разните повици од разните министерства во Република Македонија, тековно ќе ги реализираат. Тие ми се два битни проекти кои што се надевам. Пречистителна станица и базен, да. Свети Никола е единствена општина, може би во Македонија, кој што нема никаков базен. И во програмата наша, мислам дека и во програмата на владата го има и се надеваме дека во наредниот период, ако ништо друго, ќе започне со реализација на истите 26-та. Не верувам дека ќе започне. Ние како општина направивме проекти и за нова прочистителна станица, која што се чека од одобрување на средства од владата на Република Македонија, значи комплетно нов проект кој што ќе се реши недеценискиот 50 годишниот проблем што го има Свети Никола и некој градски базен, за да го вратиме сејаот на градот. Свети Никола во 50-60 години, кога ретко која општина имало базен, имало во Свети Никола, а така и во 21 век, ние како град, осем приватни што има, нема некој поголем комплекс со кој што би се развил измеѓу другото и спортот на владата во Свети Никола. Имате ли за пречистителната станици за базенот проекти? Бидејќи многу е важно да се има проекти на кои целосно ќе конкурирате. Готови проекти, нови проекти,
претходната година и за изградба на нова прочистителна станица комплет и за изградба на градски имаме проекти и за отворен и за затворен базен. Сега шо поправо ќе дојде тоа ќе го реализираме. Многу скапи инвестиции се, така што сами би требало да ги правиме можеби 10 на 15 години. Се надевам дека ќе имаме добри инекции од страна на владата на Република Македонија и ќе се заврши тоа што го чекаат граѓаните. Пак ќе повторам, и другите работи се битни, но ова е некој мој личен приоритет, а верувам дека и на 90% од граѓаните, а поситните работи ќе се снаоѓаме и ќе ги реализираме во зависност од можностите што ни се нудат во иднина. Јас предлагам да направиме преглед на тоа што го работите во моментов и што е она што рекоте дека во овие месеци пред нас ќе се работи. Јас би сакал да тргнам со она што знам дека последен пат кога гостувавте ми кажавте дека имате започнато улицата она кој што е влезот од Скопје, кога се влезе па се стигна некаде до црквата и до центарот. Еднаш имав прилика, имаше и реакции, се сеќам сами да рековте. Каква е сега позицијата со таа улица? Таа е некако како главна кога се влезе. Улицата како улица е веќе еден месец завршена, комплет, има 2 слоја асфалт. Таа улица ќе наредните 100 години ќе нема никаков проблем. Има невидена како за Свети Николе хоризонтална и вертикална сигнализација. Сега пак наидовме на мал застој. Изведувачите треба да ги изработат уште тротоарите кои што се раскопани од нивна страна при ставањето на ивичнаците. Верувам дека за летниот период ги притискам доста директно и кај нив и преку надлежните институции да дојдат да го завршат, така што километар и 400 да биде завршен целиот тај поток кој што е, како што рековте, главната хоризонтална, главната артерија на градот Свети Николе. Практично секој што ќе дојде од Скопје влегува од таму реално. Иначе изведувачите ја започнаа негде ноември, раскопа и оставија така добри неколку месеца, со што ги разбирам, нели, реакциите на граѓаните. Да, рекоте тогаш реакциите се оправдани на граѓаните. Во претходната емисија така кажете. Ама откако се направи, реакциите се многу позитивни. Можеби сте поминале, стварно е одлично изгледа. Сега да се заокружи се, треба да се направат и тротоарите кои што беа раскопани од изведувачите и нивна обврска, нели, да си ги завршат. Се надевам, ајде да не е со дати да лицитирам, летниот период да си ја завршат таа обврска. Имаме застој мал на изградбата на сооблекувални. Така. Тие се 2 годишни договори со средства што беа претходно од унгарскиот кредит, така што со определени преписки добив уверување дека од 12 овој месец ќе започнат со доправување, оно е дигната, ама треба веќе да се зида. Говориме за сооблекувалните на градскиот стадион, на градскиот кој што игра Овчепол. Значи, таму не е само карабина, треба да се заврши комплет со панели, со внатрешно уредување, со туш кабини, со инвентар, со сите тие работи. Иначе по договорот рокот им е до крајот на 26-та година, така што сакале најкеле они мора да ја завршат сооблекувалното до крајот на оваа година. Ќе притискам колку можем да биде изградена во помал временски период, али до крајот на годината мора да биде изградена, иначе фирмата ќе си трпи определени реперкусии за неизведување во законски временски рок. Од утре треба да започне ставањето на фасадата на гимназијата во гимназијата во центарот на градот спроти паркот Кочо Рацин. Имаше и таму определен застав, ама еве со крајот на школската година, можеби најдобро така кога ќе нема деца, да се изврши замена
на кровот има уште еден мал дел, значи комплет на таа зграда оваа година покрај фасадата и кровот внатре имаше комплетна реконструкција после 30 години на санитарниот чвор во целата зграда, така што ќе имаме комплетно уредување на тоа. Во балон салата што беше започната и завршена во определен дел ланска година, овие 2-3 месеца ќе биде поставена и гумирана подлога, така што салата ќе си го добрие ликот со кој што го заслужува и веќе претходно беше на асфалт, сега ќе има гумирана подлога, така што со почетокот на наредната учебна година ликот на гимназијата ќе добие сосема нов лик. Во училиштето Свети Кирил и Методи направивме прекрасно партерно уредување на школскиот двор со бекатон стази нови, со амфитеатар, цветни аранжмани, така што едно прекрасно здание. Паралелно продолжуваме со партерно уредување и на школскиот двор на основното училиште Гоце Делчев, каде што тоа е малку од поголем обем. Игралиштето постоечко ќе биде заградено и ќе биде ставена тартан подлога, ќе има разни цветни аранжмани со нови клупи и нов голем амфитеатар во подножието на школото. Кога зборувам за образованието, продолжуваме со тоа што во балон салата што е во село Ерџелија ќе биде ставено исто подлога, за да може, исто претходно беше бетонска подлога, сега ќе има гумирана подлога, кој што ќе биде многу побезбедна и ќе се заокружи целиот процес на тоа. Кога зборуваме, кога ја спомнав Ерџелија, во тек е огромен проект, кој што се прави огромна голема улица со канал за одводнување, со кој што ќе се реши атмосферското празнење на водите у село Ерџелија. Таа улица води покрај основното училиште и продолжува до градинката, која што треба да биде отворена, се надевам, оваа година, бидејќи еден од условите беше да биде изграден пристапен пат до таму. Значи, покрај таа улица во наредните 2-3 месеца ќе биде започната изградба на друга улица, кој што е продолжение на таа сега што се гради и ќе се направи еден огромен полукруг со кој што ќе биде обкружена и градинката, за која верувам дека надлежното Министерство за труд и социјална политика веднаш потоа ќе започне со давање нормално на средства и кадар, за да може да биде отворена. Да се надеваме дека до есен ќе имаме некоја почиста ситуација, и конечно оваа нова градинка да биде пуштена во употреба и која што би ги покривала децата од Ерџелија, Мустафино, Црнилиште и другите околни места. Таа има капацитет од 60 на деца, нова, комплетно уредена, и се надеваме дека ќе ја пуштиме и неа. Моментално ја реконструираме градската фонтана, која што беше во руинирана состојба во претходните години. Така во паркот. Во паркот, да. Значи, комплетна хидроизолација со замена на инсталации, електрика, хидроизолација, светелки и прскалки. Така што она моментално се работи и верувам дека во наредниот месец ќе биде завршена и ќе биде пуштена во употреба. Потоа продолжуваме понатаму градскиот бистата на паднатите борци, споменикот што е во центарот на градот. Добивме конечно дозвола и обезбедивме средства од општина Свети Николе, така што со ребалансот ги обезбедивме. Во текот на јуни месец ќе биде пуштена тендерска постапка, така што сите руинирани делови што беа претходно плочки и мермери ќе бидат комплетно заменети со нови гранитни плочи, кои што ќе бидат, верувам, многу потрајни од овие.
така што споменикот на спомен костурницата на паднатите борци од Народно-освободителната борба ќе си го добие ликот кој што го имал пред добри 30-40 години. Во паркот ќе имаме неколку нови детски содржини во склопот на Лулашките детското игралиште кое се наоѓа во самиот парк, нови содржини ќе има и во други населби во градот. Во Свети Николе остана реконструирано само едно малоско игралиште, така што ќе распишеме до петок, евентуално понеделник, реконструкција на тие малски игралишта, што ќе има нова ограда и вештачка трава, а исто такво ќе биде направено и во селата Горобинци, Црнилиште, Мустафино, така што сите поголеми села ќе имаат убави спортски игралишта на кои што веќе се одржуваат и определени. Мислам да Ерџелија пред некој ден заврши еден турнир. Започнува оној во Свети Николе. Свети Николе околу 20 до 20 е пријавувањето. Објавено пријавување се гледа на социјалните мрежи. Ото ќе има и Мустафино, се надеваме ако ја завршиме и у Црнилиште да направат. Во моментот се донесени машини за реконструкција на улиците Карл Маркс, Борис Трајковски поново. Тоа е цела населба над комуналното предпријатие. Машините се веќе дојдени и верувам дека во наредниот месец ќе бидат завршени. Распишана е постапка и е пред крај за реконструкција на кракот улицата Питогули. Утре отварањето и избирањето на изведувач за улицата Браќа Миладиновци. Во моментот се привршуваат проектите и ќе бидат тендерирани во текот на јуни месец улицата Ангел Трајчев кој што се води од паркот до улицата главна Ангел Трајчев 29 ноември. Ќе асфалтираме улицата Маршал Тито која води во индустријскиот дел некаде до Стара млекара и уште неколку работи ќе извршиме. Ќе има определена помош и за јавното комунално предпријатие, така што покрај финансиска помош за намерување на определени обврски, пред краја тендерската постапка преку Вардарско-плански регион за набавка на нов баѓер, а со наши средства ќе купиме нов 75 киловатен трактор, нова приколица и хидравличен мулчер, тоа е онаа шепа која што коси корне гранки, некаде околу 3-3,5 милиони денари. Зборувам, ова се ќе биде за 2026 година. Паралелно со тоа веќе се донесени фотоволтаичните панели за поставување на општина Свети Николи и Домот на културата, а паралелно со тоа е аплицирано, тоа се распишан тендер за изградба исто на вакви фотоволтаици на сите општински установи, зборам за основното, средното училиште и градинката и клонот. Институциите да станат самоодржливи од тој аспект на некој начин. Да. За енергијата. Така да верувам дека со реализацијата, да не забравяме дека ќе има тампонирање, очекувам определена количина на гребен асфалт од страна на Македонија пат, со кого имам подпишано договор негде околу 500 кубика, така што определени улички во поголемите и помалите села ќе бидат санирани, така да од овоа што зборувам ние во план да биде реализирано оваа година и верувам дека втората половина од оваа година ќе биде одлично, со тоа што ќе напоменам дека и Филип II би требало да биде завршена во летниот период. Сена се една скромна работа од страна на скромна општина и скромен градоначалник. Ова се тие околу 23 проекти во вредност од 168 милиони денари преку локална самоуправа. Уште во март се говореше за нив.
Овде гледам дека покрај другото има и во водовите канализација инвестирање, но и енергетика и обновливи извори. Заборавив да кажам дека имаме околу 700.000 евра од страна на Министерство за животна средина и скоро имав состанок со заменик министерката Ане Лашковска. Изградбата на канализација во село Кадрифаково и новата населба Кнежевски пат се ставени во планот за јавни набавки на Министерство за животна средина некаде октомври и ноември. Така што после завршувањето на водоводната линија во новата населба Кнежевски пат и изградбата на оваа канализациона мрежа која што би требало, ако биде се во ред, да биде завршена до лето наредната година и на нас ќе не остане само асфалтирање на овој потек, кај што има продадено преку 100 плаца, така што ќе добие, сосема нема да биде као порано, нели определена населба на кои што се продадени плацови, може би биле продадени 2005-10 година, а уредувањето беше за периодот 2023-2024-2025 година. Такво нешто нема да дозволам и до крајот на мојот овој мандат оваа населба Кнежевски пат, зборувам, тоа се 100 куќи, тоа се 300-400 нови жители таму, да си имаат модерно место, да не газат во кал, значи сите тие купиле плацови, платели комунали, така да тоа не ветување, тоа сигурно ќе биде до 2029 најкасно. Тоа е обврска на некој начин, кога некому се продаде и си платил, треба да му се донесе. Индустрискиот развој, се најавуваат урбанистички проекти за нови стопански и лесни индустријски капацитети. Како ли од тој аспект? Па има голема заинтересираност и од страна на приватни компании кои што сакаат да прават промена на определени урбанистички делови од нашиот град, посебно над автопатот, за изградба на индустријски капацитети. Сега постапката е спора, но од тоа што го гледам, или они си ја тераат постапката, што со нас, што со Министерство за транспорт и врски, разни иницијативи, тоа ветува на изградба на неколку големи стопански објекти, а ние лично, како општина Свети Николе, почнавме промена на урбанистички план и ДУП за изградба на ритейл парк во населба Бараки, тука одма над новиот парк, тај популарниот триаголник ние што го викаме. Тоа би значило строго наменски да се изгради еден мини ритейл парк со 4-5 објекти кои што би бил некој мини трговски центар. Пошто градот се шири, самата положба што е блиску до Свети Николи Штип носи и доста посетители. Сега и, да кажем, до пред 2-3 години ние, освен маркетите кои што беа локални, немаше ништо. Сега сите поголеми маркети отворија во Свети Николе. Овие денови се очекува отварање на брендот Синсей во самиот центар, кој што е со голема површина. Ако се изгради во наредните 2-3 години да го направиме дупот и да продадеме уште неколку такви брендови, па да имаме некој мини трговски центар, тоа значи дека куповната моќ на граѓаните во општина Свети Николе се зголемува и заинтересираноста, нели, на да речеме жители од Скопје кои што се повеќе и повеќе изјавуваат интерес да купуваат недвижности прво во селата кои што гравитираат од типот на Трстеник, Преод, а сега се повеќе и во градот. Еве, 2 згради се градат во Свети Николе после долго време и по моите сознанија добре 70% се продадени уште во текот на градбата. Цените на недвижностите се зголемени во една општина како Свети Николе до 2350 евра. Преод и некои други места не ги знаевме, речиси, пред да се изгради автопатот, сега веројатно стануваат атрактивни. Близината е релативна и до Штип и до Скопје.
и добрата комуникација веројатно нуди некои такви можности. Мене ме интересира, нели, кога ќе дојде некој, оној дел ми останува некако како недефиниран, делот кон кој порано пред да биде автопатот се вклучувавме кога се влегува сега од кај Штип или од кај Овче поле, како сакате, кога се влегува после Славјанскиот и сега лево влегуваш во градот, десно се одеше кон сега кај што е автопатот. Да. И ми станува како некоја слепа улица, како нешто недефинирано, се планира ли нешто таму? Тај дел Кога се вклучуваш на поранешниот пат кон Куманово, да речеме, тука во центарот, во градот. конкретно за таму зборувам дека има голема заинтересираност од големи стопански имиња кои што сакаат, они више имат иницијативи кои што у неколку фази се поминати у министерство, тоест кај нас и веќе цела постапка на носење на одобрување во министерството за транспорт и врски. Значи дрвна индустрија, разни објекти помал карактер, дури има иницијатива од страна на определени бизнисмени, да кажем, тука одма на тој потек и над автопатот за голем ритейл парк. Дали ќе успеат, сепак тоа не се прави преку ноќ, ама од тоа што ми го имат презентирано, стварно за 10 години треба Свети Николе да влезат да биде со модерни стопански и продажни капацитети, така да оставиме времето што инфраструктурата е битна и веројатно многу влијае тоа што автопатот. Како гледате на тој момент? Сме разговарале, меѓутоа добива ли со текот на годините тоа што има автопат Штип Скопје кој што минува токму покрај Свети Николе? Да кажеме, стопанските капацитети во Свети Николе се такви какви што се. И порано ако е било многу тешко да се најде работа, сега и во Свети Николе нема работници што се вика. Самата близина со индустријската зона Бунарџик и вашата тука, значи дека, да не кажем, илјадници луѓе патуваат и работат, посебно женската работна сила тука во Адиант и како беше другата, Амфенол, не Амфенол беше у Кочани. Кочани Амфенол. Не е битно другата. А посебно во Скопје, во Ванхол, Кромберт, Шуберт и така натаму, доста луѓе патуваат, тоест патуваат, има организиран превоз, така што мислам дека има доста работа, можеби напорна, ама тоа резултира и со известни повисоки, да кажеме, плати од страна на платите што се нудат во нашата општина, а од друга страна па тие плати што ќе се даваат таму, па не се спрема стандардот што ги има во Македонија, не се толку за помали, да речеме, од нашите иселеници кои што работат во Германија или Италија. Така што верувам дека секој што бара некаква работа, да не звучам нескромно или да гледам сеирно некој, нели ќе кажат буџетари, но сепак мислам дека под 40.000 денари во градот, 35-40 нема, плата во овие индустријски објекти е многу поголем. Помина ли интересот, бидејќи едно време имаше огромен интерес и во Свети Николско за поставување на фотоволтаични електрани, електроенергетска инфраструктура, кај Пеширова, за Бегово, има ли уште интерес или помина? Не, интересот е ги опадна. Нама да. Тоа беше 22-23, и ја како градоначалник и од советниците во Советот на општина Свети Николе донесовме некој наш став, кој што подоцна и со законско решение беше дека ние не дававме одобрение за изградба на такви панели, ако е до трета класа. Над четврта и внимававме да не минува, пример, систем за наводнување, значи тие иницијативи не поминуваат. Значи да биде на земјиште кај што на ништо нема да смета, ниту на производство на дене, на плодно земјиште и така натаму. Посебно беше 21, 22, делумно 23, после опадна интересот, ама тоа што е купено, одобрено, веќе се на големо прави, мислам дека пред крај се шират, дори во Немањици, кај што е тоа што веќе добиле дозвола и веќе веќе се работи, а на нови
Нема. На кратко ќе ве прашам две работи кои што се интересни од секогаш, мене едната посебно, ама и првата се однесува на тоа дека долги години беше Свети Николе поврзувано со проблемот со вода за пиење, меѓутоа не е така. Сега веќе каква е состојбата и плюс што ќе значи пречистителната станица од тој аспект? Прочистителната станица да не ја мешаме, прочистителната станица за отпадни води. Така. Што значи таа, а каква е состојбата? Дали е веќе минато тоа време кога се говореше за опасност, немаше вода и слично? Ние имаме модерна, да кажем, филтерна станица, тоа е филтерна станица која што ја прочистува водата. Така. Водата ја конзумираме од страна на хидросистемот Злетовица. Како и Штип, и Карвинци. Имаме уште определени проблеми со пример застарени цевки и така натаму. Посебно во летниот период се десаваат и некои поголеми проблеми и многу поголема потрошувачка на вода него претходниот период. Пример, ако имавме определен дефект баш за Дувовден 2-3 дена на сабота барајќи имаше или малку или ич вода. Ако во тој крај, пример, се трошило претходно некаде 80 литри во секунда, нагло дојде до 280. Тоа придонесе за оптоварување на пумпите, така што ставивме 3-4 нови, така што сега нема проблем, но тоа не значи дека не би имало проблем и понатаму во летниот период, нели сите бадат дворови, бавчи, енормна е количината на има повручки и потрошувачка. Да, има голема потрошувачка, цените не се многу високи кај нас, но тоа не треба да ги засега граѓаните. Наша обврска е ние да им овозможиме вода за пиење, во определени делови и предели можеби не сме на толку на висина на задачата, но верувам и ветувам дека во наредниот период треба малку повеќе да се обрне внимание на работата на јавното комунално предпријатие, за да барем определени основни можности да им ги овозможиме на граѓаните, без разлика дали и колку се наоѓа во незавидна финансиска позиција. Независно од тоа, основните работи треба да бидат овозможени. Добро, Па би се факт нешто друго дека определени потврлања, тука признавам и како човек. треба да се работи. Треба да се работи. Во секој случај, минато е времето кога се говореше и дека е опасна за здравјето водата и така натаму, тоа сакав да го кажам, најму беше тоа поентата. Секоја 2 пати неделно се врши испитување на водата, не само во нашиот водовод и сите извори чешми, така што ке мене на биро Стасовот и гледам. За водовод може да гарантирам, пошто читам извештај од Центар за јавно здравје Велес. Тие гарантираат дека е чиста и безбедна. Ја веќе десетици години ја веќе пијам вода од водоводот и мојата фамилија, така да мене ми е. Да, сите се ти и реков и овие општини се. Моето последно прашање се однесува на тоа дали очекувате дека ќе стигнат совлекувалните до почетокот на новата сезона и дали тоа ќе биде може и потек конечно Овче поле пак да освои прво место да се пласира во бараж, може би во втора лига, бидејќи тоа е желба постојано во Свети Така Овче поле има ново раководство, нов председател и управен одбор, кои што ќе придонесат со финансиска инекција. Претходно финансиски ги поддржуваше единствено општината, Советот и локална општината самоуправа, на Свети Николе. Така што тие млади луѓе имаат визија и сакаат Свети Николе да влезе во повисок ранг. Конкретно со обликувалните до септември не верувам. Ама би требало да биде во завршна фаза. Ама во текот на оваа сезона, полусезона, како да кажам, до декември месец, мора да биде завршена комплет. Значи, долго време ги зборам, 160 квадрата се, значи, комплетно опремена, со облекувална за гости, домаќини, канцелари за делегати, суди,
вецина тушови и за едните сите другите. услови потrebни за една екипа која што би биде. играла и во втора лига. Да, евентуално. така да- Во секој случај ваше е да обезбедите да се заврши со облекувалните, да се обезбеди поддршката, а управата нека му мисли Сега, дека на силна крај ќе може биде. да спомнам третата дека лига. доаѓа и летото кај нас и ќе има определени музички манифестации, кои што следуваат. Прва ќе Имате биде еден фестивал рок. Прва ќе биде моторијадата. Да, моторијадата, која надевам што се, да. ќе се одржи на 26 и 27 јуни оваа година со нова локација. Порано 10-11 години се одржуваше во новиот парк, но сега извршивме определено реновирање таму со нови стази и тоа би значило комплетно уништување тоа што е веќе уложено, така што заедно со мотоклубот и председателот најдовме решение овој мотособир да се одржи во склопот на едно игралиште кое порано беше изградено од страна на Агенцијата на млади и спорт и со нивната работа и со помош на јавното комунално предпријатие тоа е веќе исчистено. Кога зборуваме за спортски терени, тоа ќе биде искористено понатаму после одржување на оваа моторијада, да го заживееме и тој дел, тоа е во населба Ливади. На овој мотофест главни звезди би биле Дадо Топич и генерација 5, и повикувам нели сите влюбеници во Рекоме на крајот на јуни 26 и 27 јуни. Јуни, да. Потоа во текот на јули општина Свети Николе организира хип-хоп настан, кај што ќе бидат поканети разни диџеи и од општината и од Република Македонија. Тоа би било некаде на средината, крајот на јули. Терминот уште не е најден, точно определен, ама верувам овој месец ќе се точно ќе бидат запознаени сите и некаде последните меѓу 20 и 30 август, бела ноќ, кај што оваа година општина Свети Николе има определена сума на средства, така што верувам дека ќе бидат донесени звучни имиња кои што ќе овозможат забава не само на граѓаните на општина Свети Николе и сите посебно околни градови и сите заинтересирани од страна на други градови во Република Македонија. Телевизија Стар ќе подсетува пред одржување на овие манифестации, ќе подсети граѓаните што ќе биде понудено. Во секој случај ќе биде интересно, до тогаш можеби пак ќе се видиме. Благодарам за гостувањето во нашата емисија. Благодарам на вас. Почитуваме гледачи, слушнавте и со кои проекти, за кои проекти работи општината Свети Николе, но слушнавте и што во текот на летото ќе имате интересни манифестации кои што ќе можете да ги посетите. Секој наш град и секако и Свети Николе си носи своји манифестации, своји убавини кои што треба да ги посетите. За некои не ни проговоривме порано, имаме говорено, има и туристички атракции, има во околината места кои што треба да се посетат и токму затоа од време на време разговараме со луѓето од општината Свети Николе за да ги добиеме најновите информации. Нормално дека ќе потсетуваме и во нашите информативни емисии. Тоа беше се во ова издание на Што мисли народот.